Голем благослов, магична моја фамилија. Голем благослов за сите вас. Јас вас сите ве поздравувам во овој денешен ден и ви се заблагодарувам за вашите пораки на поддршка што ми ги праќате секојдневно, што доаѓате, се преплатувате на мојата Уналум Тарот страница и на мојот Уналум Тарот канал. Денешната тема ќе биде во енергија канализирана порака, како што и секој ќе посака да слушне некоја енергија или пак канализирана порака која што за сите вас се надевам до негдека ќе резонира. За оние кои што и сакаат да земат смирници од оваа канализирана порака која што денешните тарот карти ќе ни ја соопштат. Енергија каде што сите можете да се препознаете, енергија каде што улогите секогаш можат да бидат заменети и се надевам дека сите кои ќе дојдете во ова видео ќе бидете удобно сместени и ќе го послушате до крај. Ова е канализирана колективна порака која што нема во потполност да резонира со секој. Земете смирници како што вам ќе ви резонира, затоа што ова се енергии на случки кои што ќе треба да се случат во изминатиот период, што се случиле во изминатиот период, енергија каде што и сега може би ќе се случат, но и дека ќе се случат во нареден период. Енергија каде што вие се прилагодувате на оваа енергија и земате смирници од оваа енергија. Значи, оваа порака не се прилагодува кон вас, туку вие се прилагодувате на она што и вам ве интересира. Ајде да видиме што ќе кажат денешните тарот карти. Повторно имаме енергија, премногу зборење, многу прсти, многу зборови. Ајде да видиме што сакаат тарот картите да ни кажат. Денешната порака јас имам чувство дека е во енергија да некоја од вас, ова е феминин енергија, divine feminine, значи божествена жена. Ја добивме тарот картата на висока аркана Емпрес, која што значи царица. Енергија каде што оваа божанска жена, оваа сензуална убавина, енергија на мајчинство, енергија на за некој од вас кои што можат да раѓаат и трудност, значи енергија за бременост, енергија за креативност, енергија за плодност, енергија на убавина и арт, убавинска арт. Енергија каде што некој ќе се најде во можност да чуе некои озборувања од потесниот круг каде што и се движи, да слушне озборувања околу нејзината сензуална убавина, енергија околу нејзиното дете или пак енергија да се преплетуваат други енергии во вашата енергетска вредност, каде што и ќе слушнете прераскажувања или пак енергии каде што и треба да слушнете некој коментар за вас како би и дознале дека вие сте комплетно божанска, женска енергија до максимум, енергија каде што се посветувате на вашата убавина, сензуалност, на вашата работа, на вашата емотивност, на вашето мајчинство и на вашиот момент на изобилство во вашата креација, доколку се работи за работен план,
доколку се работи за момент каде што очекува некој од вас убава и добра вест по повод бременост, доколку сте во таа фаза да можете да се уште раѓате и носите деца на светов, е токму моментот и да добиете од некој ваш близок енергија каде што и ќе ви насочи момент да се чувствувате удобно и спокојно во вашиот енергетски внатрешен дел. Енергија каде што боженствената женска енергија е доминантна во вас. Вие сте поврзани духовно со универзумот и универзумот ве наградува во моментов да слушнете и озборувања и да добиете некоја новост кое што ќе биде во ваша енергија. Вие ќе бидете представителна енергија каде што и многумина ќе завидуваат на вас. За некој од вас може би има Венера во Бик, како што и земјена енергија, како што и тарот картите порачуваат. Ајде да видиме зошто токму ова озборување. Видиме зашто токму ово озборување или пак некоја порака која што вие на самиот прак да ви пристигне поради енергија мајчинство, мајчина енергија. Може да е и енергија која што и ве озборувала подолго време, а вие сте една божествена жена која што може да се справи со сите елементи животни кои што универзумот и ги налага и како терет и како убавина. Ајде да видиме што друго тарот картите ќе порачат. Денеска треба некој оваа порака да ја послуша. Оваа персона која што ве озборувала со други персони е на враќање назад во енергија да стигне во моментот. Енергија кочијашот, 5 купови, 8 мачеви, тркалото на среќата и обратниот човек се енергии на ваша трансформација. Енергија која што вие сте се трансформирале во даден момент кога другите озборуваат за вас. Енергија каде што и некој ви ја посакува вашата среќа или пак вашата судбина, затоа што вие сте комплетно енергија која што дава можност да бидете децизна во донесување на вашите одлуки, енергија каде што може би и не сте погледнале добро во некој ваш пријател или пак во некоја ваша пријателка која што била доминантна енергија во вашиот живот, која носела одлуки со вас, а сега тоа ќе се струши. Оваа персона во изминатиот период била во енергија да тажи за некоја нејзина незавршена љубовна енергија, каде што и таа ви ја посакувала вашата сензуална убавина и љубовна енергија која што ја носите во самите вас. Оваа персона која што ве озборува е во негативна форма, енергија каде што сака да ви ги предаде сите можни енергии на неделување и негледање на некоја ситуација каде што и ќе дојде во енергија да направите една разврска и еден диалог поради моментот на
преговарање и оговарање од страна на оваа персона. Енергија каде што оваа персона, добро запамтете, е во драма квин, значи енергија каде што знае да драми, знае премногу да се става во жртвена форма, енергија каде што сака да се разбуди енергетски, да се крене, но нема да може затоа што е блокирана и не гледа ништо што се случува во нејзиниот сегментен живот. Енергија каде што ви се восхитува и ве става во една резина да се дадете во енергија да вашата среќа и вашата судбина застанат на вашиот пар, како енергија да се прикажете во жртвена форма, да не добивате енергија од универзумот и да не можете да одлучувате одлуки за вашето семејство и вашите енергетски делови, каде што и во некој дел и сегментен момент вие ќе издвојувате победа врз оваа персона. Оваа персона може би има доминантен хороскопски знак на, или пак во месечина, хороскопски знак рак, може би е и шкорпија, значи водени знаци, со делови на подзнак Венера или месечина во близнак или пак во стрелец. Енергија каде што оваа персона сака нејзиниот неуспешен живот да го рефлектира на вас преку оговарање и стварање моменти, но токму вие ќе добиете порака од друга персона која што ќе ви ја каже вистината на сето она што не го гледате околу оваа персона. Енергија каде што и ве парализира во моменти и ви ствара кризи во вашиот сегментен живот. Оваа персона може да има и трета персона во нејзиниот сегментен живот. Енергија каде што манифестира нејзина судбина со тоа што сака да ја превземе вашата енергија. Доколку сте ова вие и вие го кажувате моментот за оваа персона како сакала да ве изигра и да ве промени во верба кон универзумот, во енергија да се осеќате немокно за вашата фамилија, енергија да не можете да одлучите за ако сакате да станете мајка, да не можете да одлучите да станете мајка, да донесете битна и важна одлука во вашиот сегментен живот. Знајте дека вие ќе манифестирате ваш сон. Енергија каде што и ќе има огромно исполнување и прогрес во вашиот приватен љубовен живот. Енергија каде што и вашата персона е во енергија и да ви го покаже моментот. Енергија каде што оваа ваша персона што е заслужна за вашата сензуална убавина, да вие се осеќате успешно, да се осеќате мајчино, да се осеќате божествено, е да ве почитува и сака и да ве штити. Седум пари, енергија 5 мачеви и енергија 8 пентакли. Значи 7 пентакли, 5 мачеви и 8 пентакли. Енергија каде што вие ќе си ги засадите вашите плодови и ќе ги собирате во наредниот период.
енергија каде што немојте да дозволите да вашата енергија ја давате на другите безпотребно. Значи, пригрлете се себе си, пригрлете ги вашите промени кои што доаѓаат во вашиот сегментен живот. Ова ставање крај со оваа персона која што длабоко ве манипулирала и озборувала, ќе ставите на енергија крај и тоа ќе се случи неочекувано. Енергија каде што ќе продолжите да работите на вашата самосвест, на вашата енергија и да бидете во енергија на мастер во вашата работа. Енергија каде што многумина и ви завидуваат. Совет од тарот картите. Советот од тарот картите е да не се повлекувате во себе, туку само да земете момент да се изолирате од целокупната енергија која што ќе даде до ваша моментна енергија да се исцелите, застанете на вашите нозе, за да донесете правична одлука по повод ваша романтична врска која што и ве прави да се чувствувате божествена жена. Енергија каде што и добивате љубов од вашиот партнер, романтична љубов која што ќе споделува и моменти на радост, ќе споделува моменти и на музика, енергија пораки, енергија на артистични моменти, каде што вашиот внатрешен глас ќе говори дека вие сте ги победиле енергиите кои што и претходниот период биле во енергија да ве оговараат и да ви ставаат сопки на вашиот прав пат, а тоа е пат до ваше само исцелување, ваше само блискање и енергија да се биде во љубовен однос, каде што ќе има и пород и енергија на внатрешна сензуална убавина. Енергија каде што вие и универзумот сте две енергии каде што сте потпомогнати од водствата да бидете дивајн жена која што може да се справи со многумина од нејзиното опкружување. А ја на вам би посакувам една убава, моментна енергија да оваа персона која што го прераскажувала вашиот сегментен живот и го наведувала во погрешен правец, да ја ставите на нејзино место и да почнете да живеете во вашата љубов, како што и универзумот ви подарил. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!